Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва – обоените или шарените револуции во Македонија и на Балканот, улогата или учеството на големите тајни служби во тие процеси и како целата таа работа ќе заврши не само на Балканот, туку и во рамки на Република Македонија. На таа тема разговараме со стратегот на руската политика во однос на Балканот госпоѓата Јелена Гускова и поранешниот голем мајстор на југословенските масони и неговата улога во спречувањето или разгорувањето на тие процеси на распад на поранешна СФР Југославија, односно дали постои одредена каузална врска и одредени сличности помеѓу тоа што се случуваше во времето на распадот на СФР Југославија и сегашниот период на обоени револуции. Јелена Гускова, директор на Центарот за кризи, балкански кризи во рамки на Руската академија науки и уметности, била еден од клучните играчи на Москва во креирање на незината или руската политика во однос на Балканскиот полуостров. Бидејќи се директор на тој Центар за кризи, ќе има ли кризи на Балканскиот полуостров? Балкански кризи продолжава се стално од 91. и надале, али у различитим формама. Било и ратова, bilo i vrlo teških ekonomskih situacija, bilo je raspadanje, spajanje, ali poslije toga i sada vrlo teška vremena zato što nijedna balkanska zemlja koja je postala poslije raspada Jugoslavije nije samostalna. Пред една недела руските тајни служби објавија топ секрет документи кои ги испратиле до владите на балканските држави со одредени сознања и предупредување дека се подготвуваат одредени вооружени конфликти во Србија, Република Српска и што е за нас исклучително важно во Република Македонија. Пред една година излеговте со една анализа која ја потресе македонската јавност. Велевте дека во Македонија ќе случат одредени воени состојби, одредени воени раскосурувања, па дури одредени воени предизвици. Минатата година предвидовте дека Македонија е прва линија на фронтот, дека тука ќе случат многу несакани работи и тоа го поврзавте со бегалска криза која се наоѓаше на самата граница на Република Македонија. Македонија стварно се налази у врло тешкој ситуацiji. Зашто? Zato što ona ima teškoće i u spoljnoj politici, i u odnosu unutar zemlje. I izbjeglička kriza utiče na to jako mnogo. Odnosi sa Turskom, odnosi sa susjedima. I vrlo važno shvatiti da do sada Makedonija živi, funkcioniše bez svog imena. Znači, međunarodne organizacije, Organizacija Ujedinjenih nacija ne daje Makedoniji svog imena. Vrlo teški su odnosi poslije 2001. godine sa Albancima unutar. Znači, menjali ste i svoj ustav, menjali ste preambulu ustava. Znači, sasvim drugačije funkcioniše sada politički sistem. A i drugo, odsustvo demokratije dozvoljava protestima na ulici menjati vlast. To je katastrofa za jednu evropsku državu. I to ne sme dopustiti, to ne može dopustiti ni jedna država. Зоран Ненезич беше првиот голем мајстор на таа обновена масонска ложа во рамки на Титова Југославија. Овие се две книги кои ги има напишано господин Зоран Ненезич. Не постои експерт за масонство на Балканот кој многу повеќе знае од господинот Ненезич за улогата на масоните во сите тие тајни процеси на просторот на поранешна Југославија, а и денес во сите овие обоени револуции кои се случуваат во нашиот регион. Зоран Ненезич, првиот голем мајстор на југославенската обновена масонска ложа. Reaktiviranje Velike lože Jugoslavija, kako se ta organizacija zvala i do 1940. godine, kada je samo uspavana, se obavilo 23. juna 1990. godine, dok je zajednička država još uvek postojala. Znači, jednu godinu, malo više od godinu dana pre nego što je počeo proces dezintegracije, raspad ili već kako ga sve zovemo, obnovljena je Velika loža Jugoslavija. Вие сте човекот кој ја реобновува таа масонска ложа на екс поранешна СФР Југославија, една година пред распадот на таа СФР Југославија. Коинцидирали обновувањето на масонската ложа на поранешна Југославија со процесот на распаѓање на поранешна СФР Југославија? Reći ću vam nešto što je opet moje iskustvo. Sve što smo mi u Velikoj loži Jugoslavija, sada Velikoj loži Srbija, doživljavali od 1990. na ovamo, kao da je bilo neka vrsta lakmus papira. Kao da je neko želeo da neke ideje proba
u stvari da proba kako će se na neke ideje reagovati prvo među masonima, koji naravno nisu bili brojni u to vreme. Sada je naravno druga priča. Pa da onda na osnovu toga pomognu, po znacima navoda, izvođenjem nekih radova koji treba da daju neki rezultat koji je za te ljude, pre svega van tadašnje Jugoslavije i recimo današnje Srbije, to odgovaralo. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinalco German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Председателот на Република Српска минатата недела ги обвини тајните служби на Велика Британија и на Турција дека учествуваат во тие процеси на разнебитување на Република Српска. Меѓутоа, почитувани гледачи, тука се поставува клучното прашање: зошто три држави кај што во најголема жестина се случувале во изминалите неколку години, а и сега, тие обоени или шарени револуцијата, Украина, Грузија и Република Македонија, сушно се трите држави кои 2008 година неуспешно се обидоа да станат членки на НАТО на самитот на НАТО во Букурешт. Според вашите проценки, на кои се повикувавте, и според оние проценки анализи на руските тајни служби, велевте дека по Македонија треба да се очекуваат одредени форми на обоени револуции, поврзани со исламистички форми, спомнавте некои од нив, Црвена ружа, Вехаби, Тарикат во Македонија и одредени форми на Ал-Каеда на Косово. Дали може да се очекуваат одредени исламистички форми или одредени исламистички обоени револуции во Македонија и колку таа работа може да излезе од контрола? Da bi objasnila sve to, ja ću vam obratiti vašu pažnju na današnju situaciju, šta se dešava oko vas, kod vas i oko vas. Gledajte, vrlo nestabilna situacija u Crnoj Gori. Nestabilna politička situacija u Makedoniji. Znači, protesti traju već godinu dana. I ja bih rekla, to je vrlo jasno određene obojene revolucije. Ono što se 14. maja desilo u Banja Luci, to je isto tako pokušaj napraviti obojenu revoluciju. Znači, destabilizacija Balkana potrebna je nekim zapadnim zemljama i službama i islamskim zemljama. Da bi došli na vlast poslušni rukovodioci, poslušne stranke, koji bi govorili šta izvolite, mi ćemo sve ispuniti. Доаѓате сега од Република Српска, каква е ситуацијата тамо, бидејќи според анализите кои се правени, Македонија и Република Српска во моментот се најкревки држави или најкревки територии кај што може да се инфилтрират одредени форми на таа, ајде да речеме, обоена или шарена револуција. Pa jeste, ne samo Turska i Engleska, nego i Washington radio na tome. A Nemačka ima specijalnog predstavnika, na primjer, za Makedoniju, koji prati vašu situaciju i koji prati te proteste koje sada traju u Skopju.
Минатата недела господинот Путин или руските разузнавачки служби доставија до балканските држави одредени тајни информации или топ секрет информации во кои велат дека во Македонија и во Република Српска, а од огледно време и во Србија може да се очекуваат одредени нестабилности или одредени форми на војна, односно некој работи на форма на војна и на војни конфликти во овие три држави. I kad pogledate na informaciju koja se nalazi u tome, u tim člankama, to je potpuno adekvatno toj situaciji na koju mi sada gledamo u Makedoniji, u Republici Srpskoj, moguće u Srbiji i u Crnoj Gori. Znači, reč je o obojenim revolucijama, tu nema sumnje, u koje umešane zapadne službe. Znači, i sada kad vi ste rekli, znači, pišu i o engleskoj, turskoj službi, ja ću dodati i Washington umešan u to. Znači, stvarno podatke koje su se pojavili, oni odgovaraju toj situaciji koju sada mi vidimo na Balkanu. I vrlo opasna situacija sada i za Makedoniju i za Republiku Srpsku. Nisu uspjeli na prvom mitingu, ali objavili da oni će sada produžiti protestni pokret narednih dana i mjeseci. Ватикан, масоните и ЦИА. Тоа е тројката која е растурила поранешна СФР Југославија. Ајде да видиме колку е тоа точно и што за тоа мисли поранешниот голем мајстор на југославенските масони. Важно правило дека Ватикан, масоните и ЦИА е растуриле поранешна СФР Југославија. Вие сте првиот човек. Ајде да речеме предвесник на тоа што се случува во делот на масонирање. Evo, odmah da Ви праќаја ли американците одредени сигнали што ќе се случува, што ќе се прави? Бевте ли поштар кој ги пренесуваше тие сигнали од тогашните власти во СФР Југославија? Iz mog iskustva, iskustva nekoliko masona iz Velike lože Jugoslavija koji su zajedno sa mnom ili pojedinačno, opet uz naš prethodni dogovor, vrlo mnogo vremena provodili pre svega u Vašingtonu, jer smo smatrali da je Vašington centar odakle će sve da krene i da je najjači međunarodni centar u to vreme bio, jer Moskva tad nije postojala kao centar gde se čovjek eventualno bilo ko mogao obratiti za neku moguću konsultaciju, podršku, pomoć. Znači, moje iskustvo govori o nebrojenim razgovorima, ozbiljnim razgovorima sa velikim brojem faktora koji čine i stvaraju i utiču na stvaranje politike Sjedinjenih Američkih Država. Масони. Masoni, naravno. To su brojni kongresmeni, senatori, visoki državni i vojni činovnici koji su Представници на ЦИА. Razgovarao sam i sa njima, išao sam u tim razgovorima, dotle da sam bio i kod tadašnjeg američkog predsjednika Georgea Busha starijeg. Znači, sa svih strana... Што тие ви кажуваат? Znači, sa velikim brojem smo s masona razgovarali i apsolutno mogu da tvrdim da nijedan od tih, osim jednog jedinog kongresmena masona, nije bio zaslepljen i nije bio za varijantu ili da je u svom političkom delovanju uticao na centre koji donose odluku u Sjedinjenim Američkim Državama da bude ratna varijanta. Да, и американците има и принципелен став во однос во словенското прашање и преку неколку изјави на тогашниот државен секретар Джеймс Бейкер, тие всушност, ајде да речеме, асоцираа на можност задржување на поранешна СФР Југославија. Меѓутоа, вашите браќа британците, кои можеби по тие масонски канали се многу повлијателни тука на Балканот, има сосема поинаква политика. Таа британска политика, ајде да речеме непринципиелна, се гледа и денес во се оно што се случува на Балканот. Разни обоени револуции, разни конфликти, разни тензии. Тука раката на Велика Британија е апсолутно многу повидлива него што е американската. Rekli ste nešto što ja nisam saglasan. Vi ste rekli neprincipijelno. Ne, to je vrlo principijelna britanska politika. Oni vode računa o svojoj politici i svojim interesima. Oni ne vode računa kako će biti ljudima u Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Ne interesuje ih. Njih to nikad ne interesovalo, pa njih sad ne interesuje. Значи, континуитет во својата politika i strategija Normalno. kako da bude rešen reguliran Balkana. Velika nekadašnja imperija, koja nije naravno više toliko imperijalna država, Velika Britanija, kao što je bila pre 100 godina,
u ovom posleratnom, posle Drugog svjetskog rata periodu, jer sam... Сите најбалкани работи ги прават они, знаете. Ja imam, možda je to ambivalentan stav, ali vrlo je, mislim, jasan. Ja poštujem njihovu doslednost, njihovim idejama, ali ne volim što to ide po leđima i mog i makedonskog naroda. Znači, uvažavam i poštujem taj princip, ali ne volim. Meni je i dan danas nejasno kako je ujedinjena velika loža Engleske i zbog čega je. Ne kako je. To se zna kako se radi, ali zbog čega je formirala veliku ložu Makedonije. Treba imati u vidu činjenicu da jeste ujedinjena velika loža Engleske je matica svih velikih loža. I sve su današnje velike lože na direktan ili indirektan način postale od nje. Ali velika loža Engleske od 1813. do 1913. nije formirala ni jednu veliku ložu neposredno, nego su to radile druge lože koje su oni prethodno formirali. Kada su formirali veliku nacionalnu ložu Francuske, 1913. godine. I onda tek 2006. novu, prvu opet, direktno sačinjenu od strane Ujedinjene velike lože, to je velika loža Makedonije. Не ви јасно. Ova godina i Зошто iduća, британската голема ложа zašto je ја ona формира pravila... македонската. Значи 100 години не прави, прави 912-та, Ima 15-та moguće француска. jedan razlog, ali mislim da je nedovoljan. Takozvani vatikanski skok u ruski stomak je Rim, Skoplje, ne Skoplje zato što su tu Makedonci, nego geografski, pa onda ide se na Kavkaz. A do Kavkaza se dolazi preko Ukrajine i Crnog mora. To je, naravno, i u političkom smislu, strateškom smislu, logičan put i za britanski uticaj. Jer na kraju, možda, to je sada samo možda je snaga takozvanog zapada, zapadnog sveta u Vašingtonu, ali mislim da je mozak u Londonu. Обично велат, мозокот е во Лондон, топузот или силата е во рацете на американците. Ali nisu ni Amerikanci bez mozga, imaju i oni mozga. За се во животот треба да биде јасно дефиниран мотивот зашто се случуваат некои работи. Во оваа емисија треба да дефинираме зошто сега и во овој момент и на овој простор се случуваат тие шарени или обоени револуции. Pa ne bih rekla da to sve slične situacije, na primjer Hrvatska, Grčka, ne, šta se tiče Makedonije i Republike Srpske, potrebna je poslušna vlast i Srbije u tom redu. Znači, potrebna je poslušna vlast. Ona vlast, ВМРО ДПМНЕ, koja je sada bila na vlasti nekoliko godina, vjerovatno izgleda neposlušnom. I zbog toga da nju skinu, upotrebljavaju nedemokratske metode. Znači, protesti ulica sada određuje. I protestni pokret na ulicama, znači, će mijenjati vlast. Njima sve predloženo. Predložene izbore, predložena odstavka vlade i parlamenta. Izvolite, ajde da se dogovorimo kako ćemo glasati. Demokratske metode. Međutim, skinuti vlast ulicom, protestnim pokretom, znači postaviti onih poslušnih, ne kojih bira narod, nego koji je predložene ulicom. I to je stvarno obojena revolucija sa negativnom konstatacijom. Ако Гускова смета дека првата обоена револуција се случи од 2000 година со соборувањето на Слободан Милошевиќ во Србија некаде 2008, 2009, 2010 година се случува обоена револуција и во Молдова или во Молдавија некаде 2012 година, сливаме на лице место во главниот град на Молдова Кишињев и всушност уште пред 4 години пред македонската јавност го отвараме тој феномен на обоени револуции во светот. До 2009 година Молдова беше заедно со Белорусија двете последни комунистички држави во Европа. 2009 година на брутален начин преку револуција беше симнат комунистичкиот режим од власт во Молдова или 19 години после паѓањето на Берлинскиот зид, меѓутоа комунистичкиот дух за жал се уште е присутен во Молдова. Иако Молдова веќе не е дел од Советскиот сојуз, сепак рускиот јазик е официјален јазик тука во Молдова. На улица веќе не можете да слушате молдовски или романски јазик, слушате руски јазик и менталитетот на русите. Менталитетот на Русија е се уште длабоко присутен тука во Молдова.
До 2009 година Молдова заедно со Белорусија важи за двете комунистички или двете последни комунистички држави во овој дел на Европа, меѓутоа 2009 година на брутален начин тие изгубија власта. Дали комунистичкиот дух се уште е присутен тука во Молдова? I hope never there will be return in Moldova because usually the communists are in the country which is people is very poor. Веднаш спроти нас се наоѓа зградата на парламентот на Молдова. Таа зграда беше на некој начин разрушена во тие немири 2009 година, кога една огромна маса на луѓе всушност преку рушење на таа зграда сака символично да го срушат комунизмот во Молдова 19 години после паѓањето на Берлинскиот зид. Yes, usually what was in 2009? Young people usually not come to the elections, but in 2009 April, a lot of young people come to elections, and they believe that communists will lose the power, but they make a falsification of elections, and the second day, young people discover that communists still again in the power, and they decide to come in the center of city, and they only stay with candle and cry. All young, I began to cry also. All young people began to cry, and in the first day come 15,000 young people. Nobody invites them. They only come and say, "I want to be in normal country, but not in communist country." And the next day, 30,000 people come, and communists was very nervous because they believe if they will be stay and do nothing, and the next day will be minimum 100,000. And they organize provocators, and it was organized to destroy the building, and it was signals to police to capture the young people, to maltreat the young people, and they believe that it will be enough to maintain the power, but it was not possible. Интересно е некаде 2009-2010 година во малата Молдова се има случајно обоена револуција, соборена е проруската влада преку интернет форми на револуција, заземен е парламентот, нешто слично се најавуваше и се очекуваше се случи во рамки на Република Македонија. Тука е состојбата во Хрватска, тука е состојбата во Република Српска. Два пати има обид за шарена или обоена револуција во Грузија, два пати има обид за обоена револуција во Украина, неколку пати од власт се буткани преку улица и преку народ владите во Бугарија, значи изминатите 15 години, тоа е веќе патентирано како одредена форма на обоена револуција. A prva revolucija baš se desila na Balkanu 2000. godine, kada su pokušali još ranije da sruši Miloševića, nisu uspjeli. Nisu uspjeli ratom, bombardovanjem 99. ugovorima i pregovorima i tako dalje. Znači, a sada, znači 2000. uspjeli su. Kako? Oni su smislili tu obojenu revoluciju koja stvarno je bila uspješna i poslije toga te revolucije krenuli. Gruzija, Kirgistan, dva puta na Ukrajini. Znači, kada je uspješno, šta da mijenjaš? Sada razrađena metoda tih revolucija. I odmah možeš prepoznati ti šatori, ti traktori, ti autobusi koji dovoze ljudi, novac koji plaćaju oni koji na ulicama. Символот е исти, тоа на стегната тупаница, која како форма на символ се појавува во сите овие обоени или шарени револуции во светот. Da, simboli. Evo, pogledajte simbol zatvorena ruka. Otvorena ruka, ruka prema miru, prema pregovaranju. A glavni simbol ove obojene revolucije, svake revolucije, je ovako. Znači, a to je šta je? To je znak borbe. I tako znači, mnogo što je bilo tada u 2000. godine u Srbiji, prenijeto i u druge zemlje, čak i nazive, na primjer u Gruziji. Како ЦИА, МИШЕС и германската БНД ја растура поранешна СФР Југославија и дали нивната улога и дали нивното сценарио и денес се реализира во рамки на Република Македонија. Колака ве слушам, всушност ЦИА ви праќала во наводници миролюбиви сигнали кои сте требале да ги пренесете до тогашното југословенско раководство. Nije to samo CIA, to je čitav establishment američki. Da. Šta CIA radila, to ja mnogo ne znam, naravno. Од друга страна, на пример, МИШЕС и британскиот естаблишмент
играат многу порасипано. Ja bih što se tiče raspada SFRJ na dušu stavio, naravno, pre svega unutrašnjim ex-jugoslovenskim pokretima i liderima. Ама малку им помогнале овие. Ali ne su oni, mislim da je tu presudnu ulogu igrao Berlin. Германија. Berlin i Nemačka su presudnu ulogu igrali, a ovi su dosta mudri pa se nisu zatrčavali, mislim na Britance, oni znaju da rade. Evo daću vam podatak, negde 1968. godine, ali ovo je anegdotskog tipa podatak, ali je zanimljiv. Bile su velike studentske levičarske demonstracije pod širom Evrope i tako dalje. 1969. godine britanska vlada je napravila jedan ozbiljan, ali ne mnogo javan, ali stručan napor, okupila je veliki broj stručnih ljudi i pravila je strategiju razvoja školstva, znači od osnovnog do doktorskog, u Velikoj Britaniji posle 2030. godine. To rade oni 1969. godine. Ne rade oni ništa od danas za sutra, oni imaju strategiju dugoročnu, ali onda na terenu gledaju kako se stvari odvijaju i kažem, malo pre sam i rekao, ja vrlo poštujem taj njihov, zato sam vama uslovno rečeno zamerio da su oni neprincipijelni. Ne, oni su vrlo principijelni kad su njihovi interesi u pitanju. Meni je žao što mi nismo, a očigledno masonska tradicija ovdje mnogo kraća, pa mi u Beogradu i vi u Skoplju, nismo toliko принципијални када су наши интереси у питању. Минатата година рускиот министар за надворешни работи господинот Лавров даде една шокантна изјава дека се подготвува и се работи на проект на поделба на Македонија на два дела. Еден дел кој ќе оди или ќе биде припоен кон Бугарија и вториот дел кој ќе биде припоен кон голема Албанија. И тука се постава прашањето кој е тој стратешки интерес на американците да работат на проект на формирање на две албански држави на Балканот со можност да биде формирана и трета албанска држава и со оставена отворена можност тие три држави подоцна да бидат споени во една голема албанска држава. Во тие први 10 години на балкански кризи после распадот на СФР Југославија, ситуацијата на теренот е таква што имаме на една страна слаба Русија, а на друга страна мокна Америка. Веројатно користејќи го тој вакуум простор на слаба Русија беа направени одредени работи со кои денес на Русија веројатно не би се ни гордеела. Едно од нив е тоа што се случуваше во Косово, а подоцна тоа што се случуваше во Македонија 2001 година. Кој е стратешкиот интерес на американците, например, да работат на формирање на тој проект Голема Албанија? Čini mi se da Amerikanci nisu zainteresovani za Veliku Albaniju, nego oni su zainteresovani za sitni slovenski prostor. Prvo, znači da budemo sitni i mali i neudruženi. A drugo što, znači njihova težnja, da ti slovenski narodi okrenu leđa Rusije. Faktički reč je o tome da Amerika ide protiv Rusije, a ne može ništa kad tu, na tom putu, slovenski narodi koji imaju ogromnu simpatiju prema Rusiji. Таа 2012 година бевме доста работливи и освен во Молдовија снимавме емисија во Украина. Всушност насетувавме дека во Украина ќе се случи еден многу драматичен процес на можна поделба на државата на два дела. Всушност тие прашања, тие дилеми ги постававме на лице место во Киев и еве го делот или парчето од таа емисија. Тука е душата и срцето на Украина, од овде, од ова улица. Ние најавуваме нашата емисија за Украина, односно земјата која е на некој начин тој мост помеѓу истокот и западот и земјата кај што на најпластичен начин се судруваат тие интереси на Русија и интересите на Америка. Дали Украина може да се подели на два дела, тоа се големите стравувања во Европа, дека Украина може да се подели на источен и западен дел, односно на проруски и проамерикански дел. Yeah, I think there is still such a division that the electoral behavior of the Ukrainian population shows that the more pro-Western parties have usually their support in central and western Ukraine, whereas the pro-Russian parties have more support in southern and eastern Ukraine. However, there is also a development that sort of reconfigures this classical dilemma of Ukrainian statehood, and I would say that most of the younger Ukrainians are now oriented maybe not towards the West, but towards the European Union. Каква е тука улогата на албанскиот фактор? Гледате, американците ден денес инвестираат во тој албански фактор. Значи, изминатите месец дена секаде на Балканот се случуваат одредени турбуленции, меѓутоа албанците се наградени со три работи. Прво, им станува валиден пасошот, со тој пасош може да патуваат секаде низ Европа. Второ, примени се во членство во УЕФА.
и трето примени се во членство во ФИФА. Тоа е сигнал. И тоа, знаете, се случува во период кога сите ние говориме за Дейтон број 2 и нови договори со кои треба да се решат отворените балкански прашања, а во старт албанците се наградени и е покажена према нив одредена кооперативност и благонаклоност на најмокната светска сила, тоа се американците. Njima je vrlo važno prvo u Makedoniji napraviti podelu Makedoniji, onda taj svoj deo albanski onda dalje spajati i sa Kosovom i sa Albanijom. To je cilj. Međutim, ono što, na primjer, Washington, London želi da napravi od cele Makedonije jedan parče makedonski, jedan deo albanski. Znači, to vide se po tome kako oni podržavaju Albance. A oni ne podržavaju Makedonce. Makedonija 1992. zamolila NATO da uđe u zemlju zato što tada osjećali opasnost od Srbije. NATO ostalo na teritoriji Makedonije. Makedonci uvijek su bili uvereni u to da čim krenu Albanci, NATO njih zaštitite od toga. Šta je pokazala 2001. Obrnuto. Nisu zaštitili makedonski narod, nego albanski narod. Не само што не ги заштитија, е направија партијата која произлезе од УЧК, тоа е партијата ДУИ. Jeste, И кој е potpuno. сега клучен фактор политички и преку таа партија, преку Али Ахмети, секојаш американците ги праќаат своите сигнали што треба да се случи на македонската политичка сцена. Zbog toga ja kažem, albanski faktor danas korišćen Zapadom za ostvarivanje svojih ciljeva. I to se tiče i Albance u Makedoniji i Albance na Kosovu i Metohije u okviru Srbije. Од 2001 година, во најголем дел тие напади на Македонија доаѓа од територијата на Косово, кај што во тој период без структурите на НАТО, структурите под контрола на Обединетите нации, значи таму се наоѓаја американски, француски, британски, германски војници, само околу аеродромот во Приштина беа руски војници. Ali otišli su. Да, меѓутоа замина. Меѓутоа клучните тие гранични линии кон Македонија ги контролира британски, германски, италијански војници. Од таму, значи од таа територија на Косово, делува овие албански терористи на територијата на Македонија 2001 година. И тоа никој не го контролираше. Лани, на 9 мај, исто така во диво населје во Куманово, од територијата на Косово влегу албанските екстремисти. Таму е она база Бонстил, значи вие не можете пиле да дозволите да дојде во Македонија, да немаат никаква контрола тие на ситуацијата. Зошто? Што е поентата да се дестабилизира Македонија, поред вас? Meni se čini da ipak podela Makedonije glavni cilj Amerikanaca. Podela Makedonije. To je, a to poklapa se sa ciljevima albanske dijaspore ili albanskog stanovništva, znači zato što njihov cilj stvaranje te velike Albanije. Znači jedan deo od Makedonije obavezno oni će uzeti, oni teže tome, isto tako kao u Kosovu i Metohiji, čak i jug Srbije. Zbog toga, znači 2001. nije samo Makedonija stradala od tih zbivanja, nego i na jugu Srbije krenuo rat. Znači, i zbog toga taj proces, kad pogledate globalno, vidi se kako Albanci polako, ali idu ka cilju stvaranja jedne zajedničke albanske države. Već sada, faktički, na Balkanu postoji dve albanske države. Ja sam u jednom sporu, u jednoj diskusiji sa nemačkim parlamentarcima pitala zašto je vama potrebno dve države albanske sada, a onda sutra tri, a pa onda jednu veliku. A oni kažu, važno da ne bude jedna velika srpska država ili jedna slovenska država, nek budu nekoliko albanskih država. Znači, i to pokazuje kakav je cilj. Дали после 25, после 26 години, повторно се враќаме на почеток или кругот има свртено за 360 степени и сега се соочуваме со истите тие процеси со кои сме се соочувале некаде пред 25 и пред 26 години и повторно можеби во неизвестност да биде ставена едината на нашата држава. Вие сте човек кој е сива еминенција. Yes. Ама не, мислам се да не бидете скромни. Вие сте човек кој е апсолутно неприкосновен во тој дел на изучување на масонството. Добро, to su činjenice, ali to ne... Преку масонството знаете многу работа. Сега да не бидеме
ниту лажно скромни, а ниту да бидеме и наивни, па да поборуваме дека тоа не е така. Ако имаме некои процеси кои се случуваат при распадот на СФРЈ 89-та, 90-та, 91 година, а сте биле индиректно, да речеме, учесник во сите тие работи, и гледате што денес се случува на Балканот. Посебно во овие малечки југословенски државички републики кои стана сега независни држави, препознавате исти ракопис? Isti, apsolutno isti rukopis. I valjda je došlo vreme da, ako ništa drugo, barem masoni, jer ono što ja znam o sastavu Velike lože Makedonije, personalnom, to su vrlo umni ljudi i svi su patriote. Ako ništa drugo, valjda će oni nešto učiniti da pomognu svom narodu i svojoj državi, da ne uđe u neki novi galimatijas ludila koje očigledno neko želi da se desi. Видите, Додик излага пред една недела и на пресконференција е спомна Турција попатно, меѓутоа вели Велика Британија ги подготвува немирите во Република Српска. Британскиот ракопис во Република Македонија е видлив со гол око. Ja sam više pristalica, možda ne znam, jer nisam na terenu, da je to pre svega američki rukopis. Американски. Да. Кај е тука улогата на A британците? njihova logika je logika, da ne budem vulgaran, logika besnog magarca. Ne vode računa o lokalnim interesima, baš ih briga, imaju neke svoje interese. Mislim da su Britanci mnogo suptilniji. Многу зад завесата, значи игра. Mnogo su suptilniji, mislim da možda ih ja precenjujem, a ove podcenjujem, ali dobro. Među vremenu se i još jedan ili dva bitna faktora međunarodne politike javili, to su Moskva i Peking, i tako da tu ima svega i svačega, pomešano je sve to, ali ja sa stanovišta prvo dugog života u zajedničkoj državi, a sada sa stanovišta života čoveka koji je uvek imao i imam i dan danas, i dok sam živ imaću apsolutne simpatije za Makedoniju i Makedonce, pa i prema moje braći u Makedoniji, jer su to bili i moj izbor. Oni jesu imali želju, ali nismo ih primali, pa smo je tu pomogli da naprave samostalnu Veliku ložu Makedonije. Verujem da ćete uspeti da ovu godinu pregurate politički, mada mi u ložama se ne bavimo politikom na klasičan način. Ќе биде многу тешко. Ja šaljem dobre želje i nadam se da će se naći određeni broj ljudi koja će biti kritična masa u Makedoniji, koja neće dozvoliti da se prave nove gluposti, podele, ratovi i ko zna šta se sve. Што е суштината на ова што денес се случува во Македонија? Прекројување на Македонија или само нејзино обично демократско дисциплинирање? Минатата година господинот Лавров даде еден апел, и тоа беше доста драматичен апел, дека во Македонија се случува обоена револуција, дека таа обоена револуција многу наликува на украинската обоена револуција, дека таа обоена револуција има за цел да ја подели Македонија на два дела, дека постојат планови за тоа и дека тие два дела, еден би требало да припадне на Бугарија, а вториот да припадне на Албанија. Или тоа е она, ајде да речеме, оно сценарио што знам од пред 150 години, кај што учествува Хасан Пристина, кај што би требало да биде делена Македонија по таа линија балистичка што и во текот на Втората светска војна, Групчин и Подмолје. На една страна фашистичка Бугарија, на друга страна фашистичка Албанија. Тоа беше драматичен повик, крик на рускиот министар за надворешни работи. Што вашиот центар за кризи смета околу таа варијанта? Potpuno se slažem da postoji takva opasnost za Makedoniju. I zbog toga vrlo je važna vlast u Makedoniji da bude snažna, patriotska, samostalna. I to makedonski narod treba da bude svestan toga. Da ne sluša ono što vama predlagaju sada posmatrači sa strane. Nego vi sami, makedonski narod, treba da odlučuje o svojoj sudbini. A kad budete poslušni jednom, vaše samostalnosti je kraj. Zato što vi ste bili poslušni od 1992. I sada imate taj rezultat. Znači, Makedonija je snažna. Narod makedonski je snažan. Prošao kroz celu istoriju svog naroda, ne plašeći se nikoga.
Ali sada u teškim vremenima vama je potrebno jedinstvo celog naroda makedonskog, zato što nije borba za vlast je važna sada, nego očuvanje vaše makedonske države. У томе е поена. Сите овие работи се случуваат на 25 години од македонската независност. На 8 септември ние треба да славиме 25 години или четврт век од македонската независност. Може е случајно, може е чиста коинциденција, меѓутоа не знам, мене искуството и животот ме научи да не верувам во чисти коинциденции и случајности, и токму на 25 годишнината од македонската независност Македонија влага во најнеизвестната, а по мене највалканата криза во својата понова историја. Ништо безмалку не е легитимно. Имаме председател на кој му се бара оставка или импичмент. Собранието е само распуштено. Владата има технички премиер. По скопските улици има масовни протести кои веќе стануваат немасовни и од ден на ден се помали. Финансирани се со странски пари, многу пари се влезени во целата таа работа. Бегалска криза ни е на самата граница. Значи Македонија е, ајде да речеме, држава ставена на една стаклени нозе и на апарати за вестачко дишење. Potpuno sa vama se slažem i strašno sam zabrinuta situacijom u Makedoniji. Vrlo teško sada komunicirati sa naučnim institucijama, vrlo teško komunicirati sa državnim institucijama. Znači, faktički sada Makedonija se nalazi u takvoj situaciji da će pobjediti snaga negoli razum. I zbog toga, još jednom ja se obraćam makedonskom narodu da budu jedinstveni u borbi za svoju državu. Inače, ta politička podela neće ići na ruku makedonskoj državi, nego obrnuto. Ona će ići na ruku vašim neprijateljima. Мислите дека овие работи ни се случуваат само нас, почитувани гледачи? Апсолутно не е точно. 2006 година, во времето на Јелцин, еве како големите меѓународни сили се обидоа да ја поделат Русија или големата руска територија на 4 или на 5 делови кои требале да бидат контролирани од Германија, Велика Британија, Америка и Јапонија. Ние како Русија во време на Јелцин поминавте низ, добро, вие сте многу поголема држава, вие сте наследнички на Советскиот сојуз, вие сте империјална сила, меѓутоа поминавте низ една тешка економска криза, тешка политичка криза, тешка катарза како нација, како држава, па дури во опасност беше донесен опстанокот на руската држава. Постоја планови на американците, постоја планови на ЦИА за поделба на Русија на неколку дела. И не успеавте тоа да го надминете, меѓутоа таа опасност стоеше над руската држава. И боже мој, ако се сменат политичките процеси во Москва, зошто и повторно да не стои како опасност исправена пред русите? Та опасност постои за нас и за вас. И стварно та опасност постои. Još 1996. godine na jednom naučnom skupu u Moskvi predstavnik NATO nama pokazao na mapi ogromnu teritoriju Sovjetskog saveza i uporedio nju sa vrlo malom teritorijom Evrope. Kaže, nama je bilo dosadno, vi ste toliko veliki, ne znate da upravljate svojom teritorijom, ali srećni smo uspjeli vas da podelimo na bivše republike, znači na Rusku federaciju. Ali pogledajte, i sada ste veliki, kaže, i sada ono što je ostalo od Sovjetskog saveza i sada je veliko. I kaže, a mi smo u Evropi razradili plan podele Rusije. I on nama na toj mapi pokazuje, mi smo mislili da to je šala neka. Međutim, on nam pokazuje, prva linija podele će ići po Uralu na zapadni i istočni deo. A u istočni deo još isto tako će biti podeljen na zapadni i istočni. A pitali smo, a evropski deo Rusije? On kaže, pa evropski deo mi ćemo podeliti na severni i južni. I, što je vrlo važno, tada je nama je rekao, da svaki taj deo Rusije će biti pod krilom neke države koje će upravljati tom teritorijom. Znači, zapadni Sibir će biti pod upravom Japana, istočni deo Sibira pod upravom Amerike, Vašingtona. A šta se tiče evropskog dela, on je rekao, južni deo ćemo dati Turskoj.
Isto tako kako smo dali Turskoj i Balkan, da ona upravlja Balkanom. A za severni deo još nismo odlučili do kraja. Велите, Турција е доверена улогата да биде лидер во овој дел на Европа. Тоа е во дел на стратегиите и на стратешките анализи и планови на НАТО структурите. И обавува ли Турција таа своја улога, бидејќи не знам до пред 2 години беше таа дилема многу поизразена. Кој ќе победи во таа војна за Балканскиот полуостров, дали ќе победат турските серии или ќе победи рускиот газ. По меѓувреме ниту русите, ниту турците не успеа да завладеат со Балканскиот полуостров, меѓутоа Балканскиот полуостров поминува, посебно сите држави кои се наоѓаат на тој Балкански полуостров, низ перманентни кризи. Значи не знам како последен земјотрес да е потребно долго време земјата да се смири, мислам на целата територија на Балканскиот полуостров. Кој е улогата според вас на Турција во сите овие работи што се случуваат? Sada, ako govorimo i šalimo se, znači turska serija sad pobjeđuje, a ruskog gasa nema. Ali reč nije o gasu, nego o ekonomskom i političkom prisustvu Rusije na Balkanu, što je važna strategija sada Rusije, trebalo bi da bude važna strategija Rusije na Balkanu. Овие две држави кои ги спомна, Додик, тоа е Велика Британија, Лондон, значи Турција, вие спомнувате и Вашингтон, дека се клучни во таа македонска криза? Nažalost, ono što se dešava na Balkanu ima onih koji upravljaju tim krizama. To nisu slučajne krize. I to nisu iznenađene ekonomske i političke krize. Sve to upravljaju iz Вашингтона и Лондона. Ако не денес, тогаш утре или некој следен ден ќе треба да се одговориме на прашањето која е клучната причина за овие турбуленции кои сега се случуваат во Република Македонија. Вие ги познаете, ако не ги познаете луѓето, го знаете моделитетот на функционирање на тие мокни лостови. Масоните се дел од тие мокни лостови на функционирање на светската политика. Станува збор за мокни играчи, за мокни структури. Ne, to nije sporno, ali jako sam protivan generalizaciji da masoni danas rade ovo ili ono. Ima tu i masona, ali to nema veze s masonerijom. To ima veze sa ludilom liberalnog kapitalizma koje je došlo do faze kada očigledno će da se samo ugasi i sada su posljednji trzaji, naravno, oni mogu da traju po 10-20 godina. И Римското царство ко пропаѓа 100 години, 200 години. No, sad su procesi ubrzani zbog tehnologije. Мислите дека влагаме во една таква фаза? Pa, to je moja procena. Da je liberalni kapitalizam završio istorijsku svoju misiju, da oni pokušavaju, ti koji imaju taj ogroman novac i koji u suštini izrabljuju ljude. Evo vidite, sada počinju danas neke demonstracije u Francuskoj, 7 sindikata se organizovalo zbog reforme. Значи, од типот на Сорос, например, на кој брутален начин ја користат таа своја сила, финансиска. Zašto da ne? Dozvoljena im je. Кој им го дозволува? Sami sebi su uzeli to pravo, a mi se nismo usprotivili. Ja sam naravno protivan tome što takve spodobe rade, ali svaka njima čast jer oni su napravili sistem da to mogu da rade. Mi ostali treba da se brinemo o tome da i mi učestvujemo u stvaranju nekog sistema da ne dozvolimo da nam to baš rade. И кога се распаѓа Римското царство, всушност се распаѓа на Балканот. Тука е она линија која го дели источен и западен свет. To je gužva i sada. Кога доаѓаше Турција, например, или Османска империја, која во тој временски период 15-16 век е најмокна сила во светот, доаѓа некаде до границата на Балканот. I onda su Srbi, Bugari i Grci završili 912. sa velikom imperijom, Turskom. Гледате, тука е всушност судирот на тие цивилизации. Има нешто на овом географском простору. Државниот секретар Кери вели тоа е линија на разграничување пред 1,5 години. Ние гледаме како таа линија функционира во една бруталност, во една бескрупулозност, во едно, како ви велите, континуирано и принципиелно спроведување на одредени стратегии. 300 години. Можеме ли да излеземе од тоа, знаете? Можемо ако budemo pametni. Како? Da se oslanjamo jedni na druge, a ne... Овие не напикаа во 16 метри, ко Барселона што го напикува Аликанте, што се вика не можеме да излеземе, играат Викторија пред нашиот гол. Во Србија, во Македонија, Бугарија, Onda se, ako smo Хрватска. u kaznenom prostoru, onda se osmeli jedan igrač, nokautira sudiju, a onda će budu druga pravila. Масонски. Da.
го анулирате или елиминирате Biti со mason znači biti patriota, rodoljub. Ајде да видиме како поранешниот министар за надворешни работи на Република Грција, господинот Антони Самарас, 1993 година, на тајна средба во Солун, собрал околу 3000 мокни масони од светот и им дал задача да работат на проект за непризнавање на Македонија под незиното уставно име. Ви сте човек кој многу работи знае. Има одредена информација дека 1993 година поранешниот грчки министар за надворешни работи, а подоцна и лидер на Нова демократија, тогаш лидер на мала политичка партија во Грција, господинот Самарас, има свикано некаде околу 3000 масони од целиот свет, на кои им има дадено задачи или ги има замолено да работат против признавање на Македонија под незиното уставно име. Точен ли е тој факт? To je činjenica, to je fakt koji je doveo do toga da to je bio neformalni susret u Solunu, masona iz Grčke i Grka masona iz rasejanja, iz dijaspore. Nije bilo u ritualu, već je bio neformalan sastanak, gde se plediralo i tražilo od svih masona koji su na nekim mestima koja mogu biti bitna za moguće donošenje takve odluke, da se tako radi. To je naravno odmah sankcionisano od strane Ujedinjene velike lože Engleske, koja je momentalno uskratila, oduzela pravo, odnosno priznanje Velike lože Grčke. To je rezultiralo posle formiranjem Velike nacionalne lože Grčke, na koju je prešlo priznanje, jer se ona odrekla toga, jer engleski masoni smatraju da se ni u naznaci u masonske redove, u masonske rituale i sastanke ne sme unositi profana politika. To se može razgovarati pre i posle rituala, ali na tom delu ne može. Posle nekoliko godina došlo je do očiglednog pomirenja i onda je ponovo priznanje prešlo sa Velike nacionalne lože Grčke na Veliku ložu Grčke. Тоа е 97 година, значи 4 години после 93 година. Значи 3000 масони со грчко потекло. Otprilike bilo tako. На клучни позиции во светот, гледаме Грција сега Светска банка, значи во федерални резерви. To su bili ljudi sa velikim kapitalom i ljudi sa ozbiljnim kontaktima i očigledno je da je to delovanje do sada dalo Grcima rezultate. Naravno, pregovori između Makedonije, Republike Makedonije i Grčke postoje sa asistencijom Vašingtona na način kako se to radi, ali još ne vidim, ja barem nisam upoznat da je blizu neko rešenje. Токму поради влијањето на овие 3000 мокни луѓе со огромни капитали, со огромни богатства, кои може да ја блокират било која акција, знаете, за било што да се направи на тој план. Pa očigledno da i grčki masoni štite grčke interese. На крајот на криштата, сопругата на поранешниот председател Кенеди се омажи со еден од најбогатите луѓе во светот во тој момент или најбогатиот грк Оназис. Во светот на големите играчи нема случајности. Не. Да проекти, по мене се клучни и кореспондираат со почетоците на тие турбуленции на Балканскиот полуостров. Првиот проект кој всушност беше они руски гасовод, руски траси, ајде да речеме и купување на бугарските нуклеарки од страна на руските нафтени големи енергетски играчи и градење на нови нуклеарки на територијата на Бугарија. Знаете, можеби самиот факт на градење нуклеарка руска на територијата на Бугарија, Белане, не би било ништо посебно, меѓутоа тоа е градење на прва руска нуклеарка на територија на Европска унија. И ако биде изградена руска нуклеарка на еден дел или еден сегмент од Европската унија, тогаш без проблем може да биде изградена на било кој друг дел на Европската унија. Тоа Бугарите го прекина, имаше турбуленции, падна владата на Бојко Борисов, дојде на влада на БСП или на бугарските социјалисти и тие беа соборени преку улица. Повторно дојде владата на Бојко Борисов, сега таа влада пак се соочува со одредени политички турбуленции, значи кревка е таа ситуација во Бугарија, веднаш после прекинувањето на неколку клучни руски енергетски објекти. Вториот проект е таа кинеска пруга која оди од Будимпешта до Солун и третиот проект е рускиот или руско-турскиот гасовод кој требаше да поминува низ Турција, Грција, Македонија, Србија и преку Унгарија да оди во Западна Европа. 3 клучни проекти. Тоа покажува дека американците не се многу среќни со тие 3 проекти кои поминува низ Балканот. И тоа кореспондира со сите кризи. Ono što ste rekli o tim projektima, to je bio pokušaj Rusije da krene u ekonomsku podršku balkanskih naroda, u svoje ekonomsko prisutstvo. Nije reč bilo o političkom prisutstvu Rusije na Balkanu. Американците тоа го сватиле дека всушност тој руски природен газ е помокен од руските авиони.
Ne, Amerikanci to shvatili sasvim drugačije. Amerikanci to shvatili da Rusija vraća se na Balkan. Njima to je smetalo. Mi smo vraćali se na Balkan preko ekonomije. Međutim, njima i to smetalo i zbog toga oni su rekli nikad nećemo dozvoliti da Rusija će vratiti se na Balkan i da balkanski narodi ponovo osjećaju njeno prisutstvo i njenu podršku. I zbog toga mnogo su se trudili da te projekte ostanu u istoriji neostvareni. Македонија немаше оведено санкции против Русија и беше дел од тој руски тек. И тука се дел од тие турбуленции, тука настануваат тие турбуленции. Jeste. Ako bi Makedonija do te mere bila poslušna, isto tako uvela sankcije, Srbija uvela sankcije, bilo bi mnogo mirnije na vašim teritorijama. Значи, всушност, тамо треба да бидат инсталирани влади и режими, односно политички гарнитури кои ќе бидат послушни. Мислите дека тоа е суштината на целиот овој процес? Čini mi se da jeste. Uglavnom cilj je Rusije, a vi ste tu na putu prema Rusiji. I zbog toga toliko stradate. Vi stradate zbog Rusije. I ja ne znam, ako ćete me pitati za izlaz, ja ne znam izlaz. To je izbor svakog naroda. Vidite kako vlast u Crnoj Gori poslušna, narod je protiv. U Srbiji vlast je u većoj meri poslušna, narod je protiv. I NATO i protiv... Bugarija. Da. Vlast poslušna, vlast poslušna, narod, da. narod Znači, a njima je potrebno da i narod bude poslušan. I kako da go napravят народот poslušan? A podelite njega. Znači da go raskavate, da go podelite, da imate kontrola nad медиумите. I to je vrlo jasno vidi se u Makedoniji. Да имате контрола врз медиумите кои подоцна ќе окреират јавното мислење. Да. Тоа е сценарието кој треба да биде реализирано. Тако е. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinalco German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центара со Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде да си?